Капия со почеток од 14 часот на 25.11.24 година за усвојување. За работа на седмицата предлагам следното усвојување на записника од државната 39-та седмица на Советот на општина Капија. Усвојување на записника од државната трета идна поредна седмица на Советот на општина Капија. Значи, прво ќе оставам на гласање, односно на отварам дебата по однос на записника од државната 39-та седмица на Советот на општина Капија. Дали некој бара збор? Пошто никој не бара збор, заклучувам претресот по однос на записника од државната 39-та седмица на Советот на општина Капија и се оставам на гласање тој за рака предложение од записник на ловна премирака и 8 советници за. Благодарам. Усвојување на записка од државната трета идна воредна седмица на Советот на општина Капија. Дали некој бара збор по однос на овој записник? Пошто некој не бара збор, да заклучувам претресот и исто поставам на гласање кој е за рака предложение на записник од државната трета идна воредна седмица на Советот на општина Капија. Доволно премирака. За, кој е против, кој е одржан, нема гласање. Имаме дополнување на дневниот ред со две нови точки, вкупно 12 за овој совет. Ќе ги ставам на гласање, тоа е предлог, втора точка, предлог одлука за проширување на средствата на бюџет на општина Капија за 2024 година. И по точка 7 предлог решение за давање на согласност за годишен план за обработување во 2024 година на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравствено стационарно каланици. Дали некој бара дополнително дополнување или има коментар по однос на овие две точки од дневниот ред кои што ги разгледуваме? Повелете се, мислам. Јас знам за одлука за проширување на средствата на општина Капија, за средства, за бюџет и за сума за пари. Така да овако средства, ова требаше да ги достават материјалите за одржување седмицата, од 2012 не се доставува бюџет, кој се за пари, така да некој предложението држите и оваа точка држи да се стави во дневниот ред. Сум против ставање на оваа точка во дневниот ред. Добро. Дали некој друг бара збор по однос на дополнувањето на дневниот ред? Пошто никој не бара збор, предлагам да гласаме за дополнување на овие две точки на основниот дневен ред, кој ќе упречнам во предложението. Кој е за рака предложеното дополнување, молам да крене рака. 5 гласа за, има ли против? 20 против, дали има поддржани, 1 водржан. И сега ќе го прочитам дневниот ред. Предлог решение за констатирање на престанок на мандат на член на Советот на општина Капија. По точка 1, по точка 2 е дополнителна предлог одлука за проширување на средствата на бюџет на општина Капија за 2024 година. По точка 3 предлог одлука за резервирани средства во бюџетот на општина Капија за експропријација на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење, реконструкција на улица Партизанска крак 4 во Капија. Точка 4 предлог одлука за резервирани средства во буџет на општина Капија за експропријација на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење, реконструкција на улица Борис Киплич во Капија. Точка број 5 предлог оперативен план за действување во зимски услови на територијата на општина Капија за 2024-2025 година. Точка број 6 предлог решение за давање на согласност за програмата и план за работа со финансиски план на заедничкото јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравствено стационарно каланици за 2024 година. Допълнителната седма точка на дневен ред предлог решение за давање на согласност на годишен план за обработување во 2024 година на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравствено стационарно каланици. Точка број 8 предлог решение за давање согласност на годишен план за обработување во 2025 година на заедничко јавно предпријатие
регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство, стационар Шопак Лагарци. Точка број 9. Предлог решение за давање на согласност за финансиски извештај на Јефима Божова Димитрапија за периодот од 1.1.2024 година до 30.9.2024 година. Точка број 10. Предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Димитрапија за третиот квартал од 2024 година. Точка број 11. Разгледување на барање од физички лица, ја не само едно барање. И точка број 12. Совечешки прашања. По сугестија на директорот на комуналното предпријатие давам иницијатива за точката број 9 да ја преместиме на место точка број 1, како не би чекал, ако сте согласни да тоа да направите. Се извинувам. Ја не ве видов, извинете. Добро, тоа ќе тргнеме после вас, евентуално би му дале. Добро, ви благодарам. Кој е за вака предложение до дневен ред, молам да крене рака. 8 гласа за, против нема, воздржани ви благодарам. Точка број 1. Предлог решение за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Димитрапија. Нема што. Поведа би се за депутација заседаваше оставката од Советот на Александър Гладов е представена. Ние си ја констатирахме, но това не условие и предлагаме Совет да констатира само оставката за Кој е да припатим оставката за престанок на мандатот? Ја господин Делачев, молам да крене рака. 8 гласа за, нема против, нема воздржани. Благодарам. Точка број 2. Предлог одлука за проширување на средства на буџетот на општина Димитрапија за 2024 година. Помолам да се изразите. Почитувани советници, ви благодарам. Значи, добивме дополнување од Министерство за финансии, дека Министерството за финансии, согласно член 27 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, дека во врска со планирањето на средствата кои ќе се добијат од буџетот на Република Македонија за 2024, дека тие се секако строго наменски и дека ни укажуваат дека конкретно за основно образование, дека во делот на блок дотации за образование, дека имаат нов износ на блок дотацијата, која што во претходниот ребаланс ни беше 46 милиони 46 милиони 2534 денари и сега имаат, не знам, некакво покачување од 5% и така да тоа треба да го зголемиме на 46 милиони 163 денари или во вкупен износ проширувањето на буџетот би било од 160.000 денари 466 денари. Значи, тоа се насоките, последните сега што ги добивме, значи денес сме 25, ние ги добивме на 19 ноември и затоа да го искористиме овој совет, значи да направиме проширување на буџетот во делот на блок дотација за образованието за N1. Значи, ние веднаш ја направивме таа одлука за проширување на средствата и со оваа одлука се врши проширување на средствата, значи се зголемуваат приходите на следната подставка. Значи, кај N1 основно образование во делот на дотација на приходното конто 741-120 блок дотации на општината по одделни намени, значи зголемувањето од 160.466 денари, а се распределуваат на следните расходни подставки и тоа 401-130, нормално ова е во корелација со основното образование, односно со директорката и секако со луѓето во финансии, представниците нели од финансии, дека на нив би им биле потребни средства на 401-130, односно основни плати и други вработени, 100.000 денари и на 401-320 персонален данок на доход од надоместоци, за да може да го исплатат регресот за оваа година. Значи, тука обиделе дека може би им недостасуваат некои 60.000 денари, за да може да го исплатат регресот за вработените во основното образование. Значи, тоа е тоа, им доделуваат 160.000 денари од Министерство за образование. Нас не стигна допис од Министерство за финансии и затоа ние прашавме дали мора ова да го спроведеме. Не рекоа да, бидејќи нивните табели треба да се еднакви со нашите табели. Тоа беше одговор и дека мора да го прошириме буџетот за 160.000 денари. Значи, ова не е ништо,
Предпоставувам дека сите овоа сега го прават, затоа што циркуларно се доби, значи, дополнување на насоките за подготовка на буџетите. Значи, циркуларно писмо се доби, предпоставувам дека до сите општини, да ги известиме единката корисник, конкретно, значи, за основното образование. Дека треба да има зголемиме дотацијата. Сега ние мора да постапиме по тоа. Да. Волете да го обяснявам? Да, също не трябва да е първа точка за само дневен ред, не съм така активна точка за дневен ред. Точка мора е не мора. Мора само да се умре, друго нищо не мора да бъде. Първо, тази одлука е 104-106 или колко викате, дека се нищо, все нещо. И за К-15, значи бюджетът това е основното образование трябва да се изпланира за К-15 така. Ако няма пари, значи това никакви проблем, значи нека направи добър бюджет, добър баланс, там е ребаланс и така чуда. Накрая краища, то, що они побавили 160 хиляди за да изплатят това надомест за регрес, той никакви проблем. Надоместът за регрес не е фиксен и той има един минимум и един максимум. Ако нямате изподелят минимум, а не максимум. Това значи от недоволното ангажиране на директорката там в училището, там няма, да се добави пак хитно ние да донесуваме облако тук около 5-12, за мен е припадка. Я съгласна това. Добре. Дали ли друг разговор по относно на втората точка от дневния ред? Това не е от Министерство за финанси, Евгения, не от директора. Да. Не е КТП. По-бавно. Не е КТП. Не е по никакво барање. Не е по барање. Вака, значи, да поясним. Значи, кажав дека има значи, дополнување на насоките за подготовка на буџетите, кои што добивме на 19.11. Това е сега ова недела што помина, предходната работна недела, каде што тие велат дека треба да се зголеми дотацијата за основно образование. Не е по нивно барање, значи ние добивме од Министерство финансии насоки. Тоа нормално им го презентиравме на на основното образование, на училището и тие ни кажа, значи, каде, согласно тоа, каде да ги разпределиме средствата. Тоа е тоа, значи. И не гледам нищо спорно, наискрено. Ние прашаме искрено дали треба ова да го спроведиме или како средства, значи, да им се префрлат за наредна година, како што го активираме салдото или од минати години, да им се активира во 2025. Ни беше укажано од Министерството за финансии дека таа мора сега. Сега ви се насоките, сега мора. И ние тоа е. Бидејќи на следен совет, ние стварно треба да вече да се занимаваме со буџетот за 25-та. А овоа сета се однесува, значи, за овој буџет за 2024-та. И затоа сега го оставивме, се извинувам што е нели вака, меѓутоа тоа никој не можеше да го предвиди. Зошто е тоа така? Тоа не знам. Министерството е менјане, значи не е до нас. Насоки да се увидела, ето, за да сигурно да им се сголеме, значи, платата. Не знам што да кажам, наискрено. Сигурно со некои нивни договори не навлевам. Значи, јас само работам по насоките кои што ги добивам. Добивме се заинтересираме, значи, прашав ми рекоа мора да се спроведе. Тоа е. Да, не е тоа сега. За мен се да го отфати, че трябва да се склада от такива. Това не се спрема сега. Не е ясно. Не е 15. Окей, благодаря. Дали по друг разговор? Пошто никой не го разговор, го заклучва предност по втората точка от дневния ред и предвърховниката за прошируване на средствата по бюджетна научна демократия. Оставаме гласа, кой е за предложение предвърховника, мога да крем еднака. 5 гласа за, кой е против, 2 гласа против, кой е въздържан, 1 глас въздържан. Благодаря. Продължаваме на третата точка от дневния ред. Предвърховника за резервирани средства во бюджетна обща демократия за експроприация на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење. Од Загреб, реконструкција на улица Партизанска, крак 4 во Демократија. Молам предлагачот да се произнесе. Така, согласно законот за експроприација, предлагаме, значи, да се донесе оваа предлог одлука, за да може да се изреализира регулирањето на правото на собственост, бидејќи на крак 4 од улица Партизанска веќе имаме извршена реконструкција, меѓутоа во тој момент, поради согласност од страна на собствениците, на кој што е навлезена улицата, немаше проблем реализацијата на проектот, меѓутоа има површина која што
е опфатена приватна собственост, која што ја запаќа улицата, тоа се 285 метри квадратни, и за да може да се реализира приватната собственост да премине во општинска собственост, извршена е проценка од страна на Метода Плюс, метар квадратен е 553 денари, за купна површина 285 метри квадратни, купната вредност висина е 157.605 денари. Оваа одлука е потребна за да може да се достават предлози за потполна експроприација до управата за имотно право. Дали некој да разбор по третата точка од дневен ред? Пошто никој нема разбор, да заклучувам преписот по третата точка и предлог одлука за резервирани средства во бюджетна општина ДМКП за експроприација на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење за реконструкција на овој крак 4 од Партизанска улица во ДМКП, останата гласа кој е за предложен предлог одлука, овој е 8 гласа за, нема против, нема благодарам. Преминуваме на четврта точка од дневен ред. Предлог одлука за резервирани средства во буџетна општина ДМКП за експроприација на земјиште за градење на објект од јавен интерес локално значење. Реконструкција на улица Борис Кидрич во ДМКП. Домолувам предлагачот. Благодарам. Значи, исто така, како што и претходната одлука, така и за ова е потребно да се донесе одлука за да може да се спроведат предлозите за експроприација. Меѓутоа тука станува збор за нов дел кој што општината планира да го реконструира на улица Борис Кидрич. Еден дел е асфалтиран, значи ова е дополнително кое што би се работело во иднина, меѓутоа затоа е приватна собственост од 273 метри квадратни, исто за вредност според проценката од 553 денари метар квадратен или за купна вредност 150.969 денари. Добро. Дали некој да разбор по останата четврта точка од дневен ред? Никој нема разбор, да заклучувам преписот и предлог одлука за резервирани средства за буџетна општина за експроприација на земјиште за градење на објект од јавен интерес од локално значење реконструкција на улица Борис Кидрич. Ставаме гласни блок на кредитна рака која е за. 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Благодарам. Преминуваме на пета точка од дневен ред. Предлог оперативен план за действување во зимски услови на територијата на општина ДМКП за 2024-2025 година. Добро, чекајте, пратите се да можете и да го регулираме ова, како стара министрика. Океј. Значи, како беше това? Ова, не ради, 10. 10. Океј. Десетта точка. Предлог заклучок за успојување на квартален извештај за извршување на буџетна општина ДМКП за третиот квартал од 2024 година. Молба предлагачот финанси и инвестиции. Благодарам. Читувани. Кварталниот извештај за периодот од 1.1.2024 до 30.9.2024 е следниот. Дека купните обврски на општина ДМКП изнесуваат 5.233.400 денари. Од тоа тековни обврски до 30 дена се 181.969 денари. Обврските до 60 дена изнесуваат 162.320 денари, а обврските над 60 дена изнесуваат 4.535.912 денари. Утужени обврски нема. Во делот на кварталниот извештај за промени на состојбата на секое задолжување на општините и јавните предпријатија основани од општините е следниот извештај. Значи, дека долгот на општината по однос на долгорочното задолжување кон Министерство за финансии, односно за МСИ проектот МСИ број 57, треба да се напомене дека датумот на отплата на обврската ни е редовно сервисирана и значи до крајот на годината немаме обврски по овој однос. Значи овде сме се е во ред, значи се ни е на време исплатена. Следната обврска би ни била во февруари 2025 година. Во делот на реализација, значи во буџетот на општина Демиркапија за третиот квартал, значи реализирани се приходи во износ од 111 милиони 200.000 денари 866, од планирани 214 милиони
или вкупно тоа се 52%, додека реализираните разходи се во вкупен износ од 107 милиони 222 илјади, од планирани 214 милиони или во вкупна бројка од 50%. Може да се спомена дека реализацијата на трансфери и донации заклучно со третиот квартал за 2024 година е во вкупен износ од 93 милиони 739 илјади денари или тоа се 57%. Во делот на трансфери од други нивоа на власт, реализацијата е остварена на последните основи. Трансфери од буџет на РМ 5 милиони 724 илјади денари, трансфери од буџетот на фондовите 871 илјада, пренесен вишок на приходи од претходна година во износ од 18 милиони 260 илјади денари, од кои делни беа за изградба на улица Партизанска, крак 2, износ од 8 милиони и 500 илјади денари, финансирани од МЛС, реконструкција на улица во село Прждево 912 илјади денари, финансирано од Министерство за транспорт и врски, и потрошено салдо од минати години 8 милиони 756 илјади, потоа од дотацијата од приходи од ДДВ купен износ 21 милиони 234 илјади денари и блок дотации на општината по одделни намени во купен износ од 47 милиони денари, или во поединечно кој блок дотацијата за основно образование 33 милиони и 300 илјади денари, блок дотација за социјална заштита 9 милиони 299 и блок дотација за музичка и сценска уметничка дејност 4 милиони 762. Потоа, во делот на реализирани буџетски расходи, значи овде по расходни конта, на конто 40, односно плати на емнини и на доместоци за вработените, се мисли на консолидираниот буџет, односно на општината и на сите единки кои што се во нашиот состав. Значи, реализација од 1.1.2024 до 39.2024, напоменав дека имаме 111 милиони и 200 илјади денари, или тоа се 50,17%. За плати имаме 71% реализација, кај стоки и услуги имаме 46%, кај субвенции и трансфери 53%, социјални бенефиции 57%, капитални расходи 32% и отплата на главнина 98%. Тоа би било накратко околу кварталниот извештај за овој квартален извештај, значи од 1.1. до 39.2024 година. Секако нас не е испратен до Министерство за финанси, но и дали вас да ви го даде на разгледување, да видиме значи до кај сме со реализација. Отварам расправа по 10-та точка од дневен ред, да интересна стојано. Така, ја добив на уведен материјал за еден парк да видите како сме добили материјал. И повеќето половината од овој видно се прехврлам на друга страна, нека не ти да го коментирам, затоа што се што ова, ако кажете жени стане со друга се една опак, с една страна вака и така да не отошки може да се да не го коментирам, и да доаѓам до образложението на този материјал. За среќа, може за така се потруда да стане и реконструкција со вака, некој боја се штампа и така натаму. Моја препорака била да не трошки на бухата, така за да само повече пара. Некако реализација беше конкретна во овој делот, тука од тоа што е планирано нешто слабо е изреализирано. Сега што видиме представник од финансии тука, мислам дека на следната седмица имаме некој лаптоп и така натаму, па нема да не бидат напачка овој карти кои веројатно да може да гледаме. Мислам дека тоа беше и планирано во буџетот и ставено, го изгласено и така натаму, ама во неделя што ние квартален извештај го нема нити реализирано. Така да реализацијата би е малку слаба да се фала. Ќе се заврнам на следната страна, повторно го гледам во други трансфери и повторно една голема сума, 5 милиони 424. И 100 други, дека 3 години барам, и 3 години давате аналитички карти, никако да добиете аналитички карти. Ја би имал само една препорака. Секој кога следниот месец буџет за општина Меркапија, да донесе само еден лист и на него ставите приходи други, разходи други. Овака или онака, четворката каже нас кредитна рака, веројатно со корелација со председател, ќе го помени тоа, барем да заштете на хранење. И ќе гласам против. Вака, у делот на тоа дека се наопаку, стварно е тоа за да се заштеда, а и
Мислам, не гледам што е, мислам, грешно, што е наопако, значи Битно се дадените да. важно е се е дадено. И сам рековте дека на почетокот, дека волку обамен материјал не сте добиле, сега па грешка и тоа. Не знам, стварно не знам што да искоментирам во контекст на мојот искрено. Како и да е, ние материјал секако ќе доставиме, а сега дали ќе се изгласа или не, ако ставаме надис тоа. Али се друг бар за моето отворот извештај, од 2024 година. Това и мен сам не беше ясно малко да кажа, че 3 милиона. Може ли не? Може, че ви доставаме, веднъж ще ви доставаме. От и другите, знаем. Ама такво е контото, аз не може да измислям друго конто. Не ви измислите, но къде водят тия тази, да знаем. Нема проблем, сега ще ви кажа. Мислам дека секогаш Евгенија посебно ви стоја на располагање и за гора да се каже така, да може на лице место да се одвори на дете да се види точно кај што отиш. Така да нема потреба од драми и од... Сигурно сега по фирма, тука не знам дали съм стварно не лепе. Тука е реализация по разходни конта, а сега фирми, ако сакате, че ги кажем, никоя не е спор. Тука сме секојаш на располагање, не е проблем. Добро е точно да има средства. А инако тоа е контен план, не може да измислиме друг. И овоа прашање е секојаш, на секој извештај, на секој квартален, на секој буџет. И кога ќе пратиме мейл електронски на мейл, Да, на Гибер, па зошто е на Гибер, а така не може не е во принтано хартија и никако не може некако да се согласиме дали на мейл, дали хартија, кога е на мейл, зошто не е на хартија, зашто не може да се убаво испрегледа. Ама, това е. Интересно. Нешто да има да се коментира. Не би се платиш на лаптоп, да не е малко. Ще имаме предвид на това. Да, и има, јас мислам дека од оделението на Лизалер дека и е наша цена. Теска не знам на звукомедаш. Не може да. Надяваме дека и тоа ќе се скрие. А да имаме убава превод. Пошто никој друг не е разлог, дали има некој за збор или прашање? Пошто никој не е разбор, заклучуваме. Точката 10 и предлог заклучок за усвојување на овој квартален извештај за извршување на публична општина администрација за третиот квартал до ставање на влада. Тоа е за раката предлог заклучок. Молим да не така. Кој е против? 3 гласа против, няма воздържани. Должност со пета точка на дневен ред. Предлог оперативен план за изготвяне на зимски услови на територија на општина Богатаче до 24-25 година. се едно исправка една беше учиме на комисијата дека ова табелата што е за субјекти што имат механизација имаше грешка, тука не беше слова чак поставена сега директор на Национална шумска дружество ДКП и второто беше и Ванеком, фирмата Ванеком Юниор и телефонскиот број на управител. Затоа добите сега една исправка на историте. Това беше тоа. Овака за оперативниот план за делување во зимски услови, значи за ова теком на 2024-2025 година ни во зимскиот период изготвен оперативниот план за действување во зимски услови за чистење на улиците и локалните патишта што се под наша надлежност. Во програмата за уредување на патишта, на улици и патишта, значи имаме предвидено средства кои што се за ова намена и во овој период склучивме и договор со субјект кој што ги исполнува условите за нели во даден момент да може да интервенира за чистење на улиците и патиштата од снежни поголеми снежни наноси и покрај ова
снегот, значи може да се случи и други елементарни непогоди да бидат приступили на територията на общата администрация, така да благовременно да може да се интервенира. Ова оперативен план е всяка година, како рече, истиот со налицо доживление, така да ја не би должел многу. Ето имате материјал, па ова е така имате нешто. Нашите договор да сте тука склучени договор од октомври, од 20 некој октомври случај, така да до наредно 25 влачи тој. Ако завършите. Да, тоа не би должел многу. Отварям разправа по конкретната точка, povedете господин Стоянов. Оперативниот план помина на Комисията за урбанизам, овако како што е, Комисията смета дека е одличен и помина своето гласно одлика на Комисията за урбанизам, защото е малък технички грешка што остави, а одобрението така да ја не да Дали сте тук на прашање и povedете. Јас прашав дали се чисти платот од корекција до Челец. Да. Кој го чисти? Па тој ше оператор, не? Знаете ли кој? Зборим се за зимски. Да. Минатата година се чистеше, значи истите овие што беа бил транс, ше го чистеше. Но се напомена би вече не поминува тоа. Што нема? Не се движат доволно по тој пат. Значи и тој пат по зимно устови не е преводен. Не знаеме дека тој не Бев на ставник по Челец. Да. По зимно устови кога има снег, значи патот Челец не е преводен. Ние вака Може кој општина имате надлежност или контрола. секако значи ние не е прав пат за червен да се учистиме патот, тој се лани кога беше тој снег. Значи после тука завршувањето, тад нами горе да не можеше да се чисти. Ние побараме помоши од Македонија, па со тој трактор што имаше наглед. Ама човекот не се напати, му беше страх, човек сега тоа е тоа, после со бил до вечерта го чистија на надол, значи да може да биде пуштен со обичај. Така да никош не сме го оставили сега. Пред да ви кажа, пред колку година кога беше оператор, со камионот од дома не можеш да помина кривината човек. Чисто ако мора, специфично е малце. Тој дел додека се накача по челикот, ама после тоа се отиде со различна машина, така да мора да се наоѓаме. Дали друг разбор? Зашто никој не говори, заклучувам петата точка и во петата оперативен план и искуваме за искуваме оперативен начин да кажа да знаем вас. Што е за вас да оперативен план може да не намака. После това създадено дозволикаме
18 милиона 901 439, съвкупни разходи 17 милиона 861 763. Значи имаме остварен финансов резултат от 1 39 000 в позитива. Около репресационната поставеност възстановува комплетно и изказваше отделение за административни работи, отделение за водовата канализация и за комунална хигиена. Там нямаме никакви промени. Около билансът на водоснабдуване може да наведам само дека, како што може да видите, секаде имаме по-мало намалување во метрите кубни на вода за овие 9 месеци, особено село Корешница и село Бистренци, како што има мало покачување. Околу приходната страна, да не ги разгледуваме сите ставки, може само да напоменам дека имаме тука, ще ги напоменам само по-големите, къде ще са отстъпувания, значи имам приходи от вода 995 000, за разлика от 2023. Приходи от канализация се тука некъде, значи там няма никакви по-големи отстъпувания. И тук трябва да ги наведем, значи приходите от субвенции, които ги добиваме от, които драстично се разликуват, значи приходите от субвенции, които са 1 200 000, които ги добиваме от страна на общината. Около приходите от неделно метене, явна чистота и приходи от ръчуване на зеленило, и тук не се явуват малко по-големи разлики, но това се заради това, че 2023 първите 3 месеци не беше на програмата за явно зеленило и явна чистота, така да първите 3 месеци 2023 не се фактурираше, за това да сега по-голяма разлика, защото 2024 сме редовно почнати от януар месец се фактурира това. На другите точки имате обяснето, всяка точка имате по-конкретно обяснето коя точка около приходната страна. Около трошъците най-големи постъпувания имаме во делът на брутоплати и во делът на струя. Най-големите издатъци на Вierkava Бошева Сетано. За това, че брутоплата за 2024 имаме 10 милиона и 57 хиляди, за разлика от 23 8 милиона 538 хиляди. Значи тук има около 1 милион и 500 хиляди разлика. Само сега да напоменам дека 2024 ова плата се отнесува на 25 вработени. А додека 2023 имаме по-мала, а се отнесува на 27 вработени. Защото са 20 вработени, ще на 2024 година ни излегла от постов на пенсиониране излегла. Така да там имаме най-големите издатоци. И разликата в електрична енергия 2024 имаме 2867 милиона, до 2023 2256. Значи има 611 хиляди, т.е. около 10 хиляди евро разлика. Не е во киловатите, що са изпоръчани, него са донесуване на новата ставка, що беше пренос на електрична енергия и сголемуване на делът на струята, затова е тази сголемена разлика от 611 хиляди. Во наредните делови, мислам во табела 1, табела 2, не са по-детално образложени сите ставки, така да обвърски сме во добровачи. Во 2024 сме имаме сега 376 хиляди долу, до 2023 сме имали 4 милиона 227 хиляди. Значи имаме разлика, изплатен дълг пред остава на добровачи около 851 хиляди. Около имаме тук, що всеки месец, више втора година, редовно го изплачваме фондът за води, фондът за канализация, който исто така не е сключен договор на 10 години, що и там това не е доста голем издатък. Така да, разгледувайки ги, мислям около овие приходната и разходната страна, имаме добивка от 1 39 676 дена. Около процентът на наплата имаме кумулативният процент е за 2024 99,85, и физическите лица, и правилните 89%. Значи някой процент сме по-добри от 2023 година, а додека исто така и со реалниот процент на наплата, между МРКП имаме 71%, а СЕЛ се движи неколко 60 до 70%. Така да около финансовите извещи, това имам да кажем. Нещо друго конкретно, да напрашваме.
това разбор, отговорност на решението за дадена Сега финансиски също ме досяга за това да кажа. Аз сакам да прашам за електричните енергии, но това не форма разговор с директор от научния директор от консорциума. Това е разяснено. Нека останата излиза сега обясни за електричните енергии, така да ги прескокнал. Би пишал услуги с характера на материални трошици. Трошици за контрол на добра изграждане на защото да разбира вас на среден върх 30 дни. Само контрола на добра изграждане на благодаря това, Контрола на добра изграждане на това се анализите, които ще се правят на вода за пиене. Поскапени са, да. Поскапени са и имаме и плюс една анализа, ще вършим сега редовно плюс. Пред това сме вършим по 3 анализи, сега вършим по 4 анализи се върши. Заради това, защото него облагане се презема и виж официално и село Дреб, така да имаме и там плюс анализи ще се вършат. Значи това е комплетно, ще е договор случай с Център за явно здраве Скопие. Това са анализите ще се вършат. Да, транспортни услуги, т.е. транспортни услуги, ова година, като ще знаете, имаме запалуване на депонията, имаме чистение под налог на държавният инспектор по животна средина, така да можеш да видим плюс на помощ багер друг, така да там имаме и по къде ще си побараваме и фактурираме транспортни услуги за носение на багерите, плюс основната фактура за чистение на депонията, т.е. транспортните услуги. Доброто плата да обясните и вековете. Трошите за превоз и патари до 27. Нещо малко според Не, но това се превоз за основните патерини, ще се плати посоде за Скопие и превоз ще се плати тук на дека за когато ходят наши люди за неготино. Дали за да се внесуват пари в банка, за да това, защото по 2 пъти до 3 пъти не дадат да се в банка. Ovo me interesira, uopšte ne je jasno. Broj 42 i 44. Vrednostno согласуване с краткорочни побарувания и вредностно согласуване директен отпис. На що това? Вака, на що точка 42 и 43. Вредностно съгласуване на краткорочни побарувания, то се отнесува на отписи, на отужени отписи на правни лица, додека вредностно съгласуване на директен отпис се отнесува на отпис на физически лица по основ на судски пресуди, що сме ги отужували фирмите и по основ на судски пресуди, що сме ги изгубили тия спорове. Какво? Не може да ги добиете пак и мора отпис. Да. А що го казваме на камата с големи на 70 Да, казаната камата, значи той казана камата ще плаче Бошава, ще плаче то претежно е на Евана за задължителното плачене на сметки. Значи за един месечно каснено са плачене по Евана около 450,000, 500,000 зависи от фактура от 12 до 14,000 месечна камата от Евана. С оглед на този позитивен фактор, значи добро влияе субвенцията до общото стане. Гледай се, едно субвенциите. Тук първо, като ще кажа, в първите 3 месеца ще са наплатени и явна чистота, явно зеленило ще са изработени от страна на общината. И плюс, значи намалуване броят на обработувания, броят на обработени, сити се тия някои фактори, ще влияят до момента. А не значи, дека това натаму дека че излезе така. Заради това, че сега, например, есенският период, около приходи от явно зеленило, там се намалуват, те са мали приходи. Летният период, когато се работи, са по-големи приходите. Друго, исто, отново година натаму, че има още едно пензиониране. Така да комуналното предприятие намалува прекрано вижте се броя на обработени, бе на период 31, сега сме 25, значи служебно пензиониране 24. Това вижте тук се запашуваме колко, че може и да се остварят сите работи, али това лотом потом, че... За край, само за те допрашни, ова табела, тук табела едните, що е, на страна 8, вика услуги за обслужване на моторни возила. Имате автомеханически услуги 147,000, автомеханически услуги камион 110,000, поправка на тосачки и така нататък. Поправка на тосачки 30,000, това е малка и мала сума. Ако
механичарски услуги за сите возила што ги имаме, значи за фапот, за цистерната, за тракторот, за хевито, за комбито, значи конкретно за сите возила. Реализирате техните сега от тендер. Има, да, и това две различни фирми го имат тендер. Едниот е за камион, значи камион с джубрата, што двата камиона, тие си имат посебен тендер, затоа што за тој, мислам, тоа е специфични возила. Може да е сума на тој тендер, која сума може да се поправа. Да, и двата се негни до 300.000, мисля, че за услуги за камион сум сигурен дека 300.000, автомеханика ще били 250 или 300.000. Што значи не ги изпълнят лицензия? Не, това е основното. Добре. Сега ще гледа нашия колега Праша, но аз имам за вас една молба. На господина Тони Петков каза дека не е бил информиран, дека не е бил запознат с ситуацията. Значи да заволувам на улица Типешка. Има едно место, там трябва да се бетонира, значи тия изкопана е дупка. Има там мали лечения, не се направи нещо лошо. А тоа е изкоп што е направено од страна комунално, така ли? Да, Добро. значи тоа е ваша страна и сакам тоа да се санира. Бидејќи таму има мали лечения. Вече стои, мислам, 2 месеца. Добро. Благодаря, беше сутијестен, беше прашен. Не мога. Поведете. Јас сакам да прашам го фатам директорот во делот на договори на дело, табела 2 имаме преглед и меѓу другото имаме чистење. Сега која страна? А 8 страна. Чистење на канцелариски простори со надомест од 7111 динари. Ме интересира околу овој договор. Немате ли хигиеничар да бъде на работа на однос? Не, има тука. Значи на кој начин? Да, еднаш неделно што доаѓа човека, тоа е и секој последно време само заради тоа што ми кажа со луѓе не могаме хигиеничар, крас нема уште да будеме. На колку време се ангажира? Еднаш неделно. Ово е еднократен надомест, така? Со 1111. Како? Еднократен надомест ово е, така? Не, ово е за дека околу 2-2,5 месеци. Ја сугестија, кога веќе имам сугестија, пошто доаѓам од Корешица, за Корешица повеќе ме интересира. Немам да скасим такви следници. И не немам такви множествен кој што е битно да ми кажа Бистренци, вчера е запртал, така и Корешица. Дали во Корешица се направи помпата од Луна. Значи имаме недостиг со вода, дали се активираше? Не, се уште не. И тоа поменува, мислам, тоа сето оде преку општината. Значи општината го слушува тендерот, нашето работи. Ги изработиме тендерите си, изработи се, али тоа ќе биде инвестирано и финансирано само на општината. Така да во момент нема ништо со тоа, много предпријатие. Убаво да знаци. Мислам дека утеке по некои несречни околности, тоа пати паѓаше тој тендер се поништуваше, така да мислам дека скоро време дека се реализира, за наредната година дека сигурно ќе се изработи. Добро, друго прашање, дали за водоснабдувањето во Корешица од ваша страна во миналото се троши некаква електрична енергија или нешто дизел, нафта, не што е значи се дали имаме некој трошок од вас страна, значи струја или Трошици има нормално, значи таму се троши минимална количина на струја околу половината одгоре, што е минимална струја. Не е јасно прашањето што сега да поставиш. Прашањето ти е зошто е цената на водата иста Корешица со другите места. Така е. Заради тоа што прво, значи кога се прави планот на 120 секунди по записник бидејќи има и реакција дека заради тоа што кога се прави планот и кога се поднесува барањето и кога се прави трошковникот како регулаторна комисија се внесува општо за сите села и сите населени места кои што се под комунално бошава. Така да,
Таму кајавас точно е дека нема во село Корешница, дека нема трошици на струја, но другите основни трошици, како што се вработените, како што е секојдневната контрола таму кој ќе се одиши, дека гориво дали се троши гориво, одат луѓето таму со возила, со коли. Значи како се користе, мислам како се тие луѓе ангажирани за демеркапија, се дори може да кажам повише ангажирани по селата колку што одат нон-стоп. Секој ден се се проверува хлор до село Корешница, село Бистрица. Дефекти кои се одат тие луѓе таму, значи околу тој дел. Таму единствено што е намалено делот на струјата, иначе може да сметнеш дека со сите други населени места исто е трошокот, исто луѓе се ангажирани и исто е трошокот. Единствено таму што нема струја, а проверена таму компарација, значи не е само таму што таму нема струја, но сепак одржавањето па на таа линија комплетна за планината на еден начин излегува годишно по-скапо отколку што кошта струјата. Таму имаме пак многу голем издаток на чистење на самата линија горе да се одржава. Затоа што само 13 км тој водовод. 13 км траса да се чисти и да се одржава е доста голем трошок. За това рече водоснабдување. Тоа е основното. Значи најголемиот издаток Не, дали постоја уште едно прашање. Дали постоја шанси да се намали кога излезете на терен и дали вие како директор имате некоја иницијатива или да отпочнете со некој таков план за намалување на водата во Корешница? Ја не гледам дека би можело да има, заради тоа што Граѓаните очекуваат намалување, за тоа прашувам. Граѓаните не очекуваат намалување, добро, а еве како ќе ги платиме работниците од друга страна. Значи единствено, јавните комунални предпријатија постои еден начин. Доколку се сака намалување на цена, без разлика дали ќе биде на вода, дали ќе биде регулатор на донела цената на водата, така. Значи тоа е, таму не можем ни ја да влијаме. Регулаторот не го зема нас комплетно сите извештаи, колку се трошкови, како се трошкови, број на вработени, број на цена. Ова надава некој минимален обсек на цена, колку е сега, например, во моментот спремаме за 2025, 2026, 2027, заради тоа што беше оваа година 2024 не истекува регулираниот период. Мора да правиме 25, 26, 27, тоа се спрема. Не знаеме колку ќе излезе и како ќе излезе според трошковник. Не постои. Значи, единствено, регулаторот кој ќе донесе цената, кој ќе донесе. Доколку сакате да има по-ниска цена, да, постои начин, али тоа е субвенционирање од страна на општините. Делот си го исплаќа тој дел. За трошокот може да од него да се покрие, така е? Тој дел мора да се покрие од него. Ако е трошокот на тоа предпријатие, оваа вода сега ќе купира 100 денари, може да продаде 80. За 20 денари треба да субвенционира некој за да си дојде на салдо нула. Не, тоа е единствениот начин. Друг начин не постои. не изгубаат методологијата и така да се поштара да се изборување на центар на водата, не се намалување. Директори, извините, ама општината да субвенционира вас по 50.000 денари, не само да субвенционира за вода, го кажав единствено пошто праша, кој начин постои? Ама ако субвенционира општината, тогаш што треба да прави? Заради тоа што реално не, единствен начин е тоа. Друг начин не постои, заради тоа што, како што кажа, сега со огромување на цени на струја, со огромување на плати. Сите цени, значи сите цени комуналните предпријатија, сите ќе одат нагоре. Тоа е јасно. Тоа е методологија, се изработува методологијата, колку се трошковите, колку имаш приход и ти дава цена, дали можеш да одржиш со трошко. Јасно е, пошто само кога гледаме 2020 во руралната средина цената и у градската средина не може да биде иста, затоа што имаш 100 корисници на 50 метри квадратни, а во руралната средина за 100 корисници ти треба цела мрежа. Да, другото намалување на цена на водата, не гледам тука дека
има натаму, заради тоа што и самите комунални предприятия, ние имаме некои пакетени инициативи и до преку АРКОМ, скоро сите комунални предприятия, има баш на составната с регулаторна комисија и скоро сите министерства, баш това беше покачувањето на струјата. Да може комуналните предприятия да се субвенционират од страна на државата, со тоа да не се оде до повисоки до повисоки цени, заради тоа што 80% од предпријатията, од комуналните предпријатија, црпат со помпи, а и тие што не црпат, што имат по природен пат, работат со филтер станици, така да се се обврзани со страна на струјата. Од страна на влада, нас беше децидно кажано, дека ние не подлежиме ни под еден закон да може нас државата да не субвенционира, дека ние сме сите само под локална самоуправа и дека не постоело начин. А со тој начин, доколку државата го субвенционираше делот на струјата, не се намалеше струјата, ќе добија сите, и граѓани, и фирми, сите ќе добија со тоа. Секој ќе имаш по-ниска вода, така? Таа иницијатива е помината и не е одобрена, на два пати е побраната. Може би нов проект за вода по природен пат, къде ще елиминираме струята, трошкови. Би намалило трошковите. За модернизирање на балуваните цели, модернизирање на опредна или добротување на своје килоги, зато не. Тоа се зголемило квалитетот на услугите. Има нешто околу тоа, имаме разговарано со начало. Чисто информативно да знаете, граѓаните на Дијана пијат бесплатна вода, без инструменти од алкохол, за чиста вода, и сите пијат бесплатна вода. Али тоа е Австрија, често. Само не одема во мрежи и снег, за да имаме... Дали некој друг има прашање, коментар, однос на 9-та точка од дневниот ред? Пошто никој нема разговор, го заклучува претресот и предлог решението за давање на съгласни за финансиски извишања и подошlo на капија за периодот од 1.1.24 до 39.24 година да стават на гласање. Молам, кој е за Кајак? Кој гласа за, кој е против, кој е водржан, кој се водржан. Продолжуваме со шеста точка на дневниот ред, предлог решение за давање на согласност за програмата план И за работа со финансиски план на Делишко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на безбедни милионици и ветеринарна здравство стационар Шепа Кавадан со Светилин Печет. Помолам представител. Заедничко јавно предпријатие немаме, и таму само моментално е директорката Снежана. Само можам да кажам дека ова предлог решение е согласно Закон за јавни предпријатија, член 11, став 9.8, каде што неговиот основачот дава согласност на програмата, на годишната програма, инаку веќе ова е за 2024 со като што гледате финансиски план за 24 и 25 година, бидејќи нели самото јавно предпријатие почне малку подоцна, значи самата ВД директорка е назначена во месец септември, и веќе се при крај подготовките на сите акти кои што треба да се донесат за овој предпријатие да може да почне да извршува оваа дејност. Скромно. Дали некој има разбор? Однос на шеста точка од дневниот ред. Одбрано, што никој нема разбор, да заклучувам претресот и предлог решението за давање на съгласност за програмата и план за работа со финансиски план за Делишко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на здравство стационар Шепа Кавадан. 24 година да ставаме гласни. Кој е за да Кајак? 8 гласа за, нема против, нема водржани. Ова седма точка на дневниот ред препородивме комисија за елаборација, предлог решение за давање на согласност на годишен план за подготвување за 2024 година на заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на
значи останиот годишен план за 2024, па и за 2025, тоа е наредната точка која што е на дневен ред, се составени сите систематизирани работни места, како што се по правилникот за систематизација. Јас конкретно ја кажав што би се планирало, например, 24-та веќе при крај, дали би можело да се изреализира нешто од годишниот план за 2024-та, меѓутоа во 2025-та година се планира барем работување на 13 вработени, оние кои што се основно потребни работни места за да може да се извршува самата дејност. Zajedničko javno predlagatelj regionalni centar prižuje na predlogu jedinici za detaljan zdravstvo finančne restauracije, tamo glasi ko je za govornik raka, nema protiv, nema završi program. Osma točka na dnevnom redu. Predlog odlučuje za davanje suglasnost na godišnji plan za laboratorije od 2025. godina na zajedničko javni regionalni centar za prižuje na predlogu jedinici za detaljan zdravstvo funkcionara šefa u Kalaganac. Тоа е истото. Истите се работни места, како што се во годишниот план за 2024, истите се планирани и во 2025. Добро. Последен на гласни веќе го. Кој е за воодно на рака? 8 гласа за, на против на одржано. Разгледување на барање од физички лица, имаме едно барање од господина Кристопов Рамадан. Ние го исполнителме вече тоа. Имаме само уште 4 Во поглед на финансите средства кои што се предвидени согласно буџетот на ставка еднократна парична помош од страна на Одделението на финансите прашање сугерирано дека веќе тој планиран буџет е изреализиран, така да не остануваат некои многу средства кои што биле искористени до крајот на 2024 година. Добро, кој е за да се одобри ова за услугата на права на моловете? 3.000 дена, така? 3.000 дена. Добро, просто гласите на одржано. Последна точка на дневен ред е за различни прашања. С ова е зададете на началникот здравје да различни да не се негови на работа. Не и не стоят, ако не има прашања, поведност на службите и на началникот. Што е